Кога ќе се спомене Брисел, веднаш се помислува на Европа. Главниот град на Белгија е и седиште на Европската асоциација на автомобилски производители. Затоа и не чуди што токму тој беше избор за доделувањето на годинешните Автобест награди. Но символиката никогаш не била критериум за нив. Како најголемо независно европско жири, Автобест се води според строги правила со кои им се додаваат признанија на најдобрите на еден посебен и неповторлив начин. Така беше и годинава во уникатниот амбиент на Auto World музеот на автомобили, во кој се собра голем дел од кремот на индустријата. Присутните на настанот, што по 18 пат се организира секогаш во друга држава, ги поздрави председавачот на Автобест организацијата Дан Варди, кој истакна дека со ова доаѓа и одговорноста на полнолетството, која рака на срце Автобест одамна ја има превземено. Заради сето тоа и гала вечерта на која се доделуваат наградите се смета за еден од најважните автомобилски настани во годината. Доделувањето на наградите започна со Lynk & Co, кој ја доби наградата за најдобра нова компанија во автомобилската индустрија, заработена со својот иновативен пристап кон клиентите, технолошкиот развој и решенијата. Таа понуди еден од најдобрите пакети на пазарот, истовремено обезбедувајќи му на својот сопственик, групата Geely, заслужен влез на европскиот пазар. Докажано во автомобилскиот свет е дека за напредокот кон иднината во голема мерка е заслужен и спортот. Затоа и не треба да чуди што спорт без наградата отиде кај Toyota, која пред се важи за предводник на технологиите. Токму тие и овозможија на јапонската марка да го освои релито Дакар, легендарната трка 24 часа Ле Ман и бројни други наслови. Во реалниот живот, како и во спортот, најважна е безбедноста. Годинава наградата Safety Best за иновации во оваа област ја доби Hyundai за системот кој ги предупредува родителите да не ги оставаат децата сами во заклучен автомобил изложени на сонце. Во поглед на екологијата, Jaguar со I-Pace го направи првиот електричен чекор во европскиот премиум сегмент кросовери, заради што го освои EcoBest признанието. Негувајќи ги иновативните технологии како свој заштитен знак, наградата TechnoBest отиде во рацете на францускиот DS за активниот систем кој го скенира патот и индивидуално го прилагодува ослонувањето. За многу од нас убавината е еден од клучните критериуми при изборот на нов автомобил и затоа автомобилските дизајнери ги цениме како уметници. Честа да биде признает како таков од страна на Автобест ја имаше британскиот дизајнер Питер Хорбари. Работејќи за Geely групата, тој успеа да го дефинира дизајнерскиот јазик на неколку марки автомобили. Со својот иновативен систем кој овозможува говорна комуникација меѓу автомобилот и возачот, BMW ја подигна интеграцијата на технологиите на ново ниво, за што беше почестен со Smart Best наградата. Congratulations. За својата филантропска посветеност на автомобилите и нивното доближување на обичните луѓе, Автобест организацијата му одаде почит и му отстапи место во алејата на славните на Ратан Тата, основачот на индискиот индустријски конгломерат кој го носи неговото име, воедно и собственик на Jaguar и Land Rover. Годинава меѓу успешните мажи за прв пат во историјата се најде и една жена. Линда Джексон застана рамо до рамо со своите највлијателни колеги, обавувајќи ја менаџерската функција во Citroen, заради што ја доби Men Best титулата. Како успешна компанија која последниве години доживува вистински бум, со Company Best признанието се закити Aston Martin, кој покажа дека може да се бори со големите играчи на пазарот. I feel young again. Look, there! Das darf doch nicht wahr sein! I am turning into something else! Hilfe, Ghislain, do something! Linda, what's happening to me? I am out of time. I'm transforming into...
Главни звезди на гала вечерта на Аутобест беа победниците Opel Combo Life и Citroen Berlingo, кои со своите карактеристики ја покажаа суштината на значењето на Best Buy Car of Europe титулата. Тие со своето појавување донесоа нови ветришта во сегментот и во самата автоиндустрија и заслужено заеднички се искачија на европскиот пиедестал на кој најмногу се ценат придобивките што ги добиваат купувачите, а ни во Европа најдобро ги представува токму Аутобест, чии членови доаѓаат од 31 земја, меѓу кои и Македонија.